На дневен ред повторно го имаме за разгледување годишниот извештај за спроведување на Националната стратегија за спречување на корупција и судир на интересите за 2021 и 2025 година. Иако се уште го немаме разгледано на пленарна седница извештајот за 2021 година. Тоа значи се поклопуваат, односно се разгледуваат со неколку годишни задоцнувања. Но може би е и намерно направено така, бидејќи ако ги сублимираме резултатите од извештаите од 2021 и 2022 година, единствено можеме да заклучиме дека имаме надолна линија, односно уште покатастрофален извештај во однос на реализација на мерките и активностите кои што се предвидени. За кои што ќе потенцирам. Станува збор за детектирање на критични точки од коруптивни однесувања на оние кои што се задолжени со одредени обврски во сите области, кои што сами ги детектирале, ги дале свое предвидување за рок на имплементација, повторно, понатаму, повратно немаме никаква реакција. Од исполнување на само 10%. Ако во 2021 година имавме 20%, ова година имаме исполнување на предвидените мерки и активности од скромни и жални 10%. Тоа значи, од старт, можам да констатирам дека овој извештај е основа за заклучок и сметам дека овде треба да се донесе и заклучок од страна на комисијата во некоја форма да се предложи дека ова е потенцијален криминал и криминални дејанија кои што ги прават носителите на функциите, кои што не даваат одговори, не ги спроведуваат мерките, бидејќи самите треба да се затворат, односно да си ги откријат своите кривични дела кои што ги прават. Меѓутоа ќе дојде време, ќе се разгледаат сите овие случаеви. Но кога ќе ги разгледате сите оние предвидени, имаме две хоризонтални области кои што се однесуваат на јавните набавки и вработувањето и активностите и ранливите сектори кои што треба да се превземат во 13 ранливи сектори, е мноштво на активности и мерки. Но ќе потенцирам, овде мораме да направиме и дополнување на одредени сектори, а и воведување целосно на некои нови сектори, како што е енергетскиот сектор, односно според извештаите на Државниот завод за ревизија, имаме сериозни прекршувања и сериозни индиции за криминал и корупција во енергетските компании. Тоа го цитира Државниот завод за ревизија и ги замолувам од Комисијата за спречување на корупција, Државната комисија, да го анализираат и да предложат соодветно изменување на оваа стратегија со вклучување и на мерки и активности во енергетскиот сектор, каде што, потенцирам, Државниот завод за ревизија на Република Македонија констатирал сериозни индиции за криминал и корупција. Цитирам само една. Вели, во АД-Елем се склучуваат договори за јавни набавки врз основа на проценета вредност, а проценета вредност ја дава органот кој што го формира директорот или управниот одбор, а не на цената која што ќе ја понудат економските оператори. Тоа го цитира Државниот завод за ревизија. Тоа е класична злоупотреба на службената положба и овластување, користејќи одредени за обиколување на позитивните законски прописи за јавни набавки и исклучување на Законот за јавни набавки во одредени постапки во енергетскиот сектор, конкретно во овие државни компании. И затоа овие државни компании секогаш се загубари, бидејќи многу се краде и се испумпуваат државните пари. Тоа е еден од секторите каде што треба сериозно да се посвети внимание, но доколку и овој сектор единствено го ставиме во овие 13 ранливи сектори и доколку реализацијата оставиме да тече согласно нивните дадени рокови и предпоставки,
ќе се доведеме во ситуација повторно на реализација 10%, а предпоставувам во наредната година и ќе опадне. Мораме да воспоставиме систем на контрола, а во дадениот момент, бидејќи Државната комисија ќе се изземе, ќе каже дека таа единствено следи што се случува и како се извршува и реализира оваа национална стратегија за борба против корупција, понатаму дека имаат единствено надлежност и во преиспитување на другите работи до прекршок да издадат платни налози. Друго немаат, бидејќи се што ќе се покрене пред јавното обвинителство, за јавното обвинителство тие се нестручни и несоодветни, тоа го покажуваат и анализите на нивните прифатени пријави и иницијативи. Мораме како законодавен дом и законодавен дом кој што ја усвоил оваа стратегија. Еве од овде ја повикуваме председателката во најбрз можен рок да организираме надзорна расправа на која што ќе бидат повикани сите овие клучни и наведени институции во ранливите сектори, како и оние систематизирани две хоризонтални области. Сите оние институции кои што се вклучени, а имаме целосна анализа на тоа кои институции се вклучени, да одржиме надзорна расправа, каде што пред очите на јавноста секој од носителите на функциите кој што дал податок дека активностите и мерките ќе ги спроведе, кои се активностите и мерките, причини за спроведување или неспроведување, доколку постојат објективни, можеби треба во некој дел да се измени, но доколку постојат субјективни причини, веднаш треба да се превземе разрешување на ваквите функционери или во најмала рака самите да си дадат оставка. До ден денес не сме виделе вакви функционери кои што поради неисполнување на обврските, а со тоа треба да се зголеми и довербата на граѓаните во институциите, за да знаат каде и како се користат нивните даночни побарувања, односно нивните средства кои што ги даваат преку даноците. Затоа, од старт можам да констатирам дека овој извештај е основа за кривично гонење на најголем број од овие носители на јавни функции и поединечно по секој предвиден сектор. Ако ги видиме што се представува евалуација на самиот извештај, повторно ќе се констатира дека единствено се врши ажурирање на постапките, која постапка до каде е, бидејќи оваа функција е дадена на Државната комисија за спречување на корупција. Но, од сите предвидени активности и мерки, можам да констатирам и самите констатираат дека е загрижувачка состојбата. Односно, ако во Националната стратегија за спречување на корупција и судир на интереси, цитирав, од 2021 до 2025 се утврдени 54 проблеми, за чие надминување се предвидени 111 мерки и 191 активност. И ако имаме спроведување на нив од 20 па сега на 10%, ваквата динамика ќе ни треба да до 2050 година да се спроведе. И покрај енергетскиот сектор, уште од старт, иако подетално ќе го разработиме понатаму, секторот урбанизам и просторно планирање е еден од секторите каде што мора подитност да се детектираат и не само оние кои што тие ќе ги дадат како детектирани точки на потенцијални криминални постапки и дејанија, туку и врз основа на експертската јавност да се детектираат и да се стават во оваа стратегија со колку што е можно пократок рок на доспевање, бидејќи ни требаат брзи и ефикасни постапки на ваквите мерки и активности за да се надмине она што го потенцирав, жалната слика во која што се наоѓаме како општество, бидејќи сите оние органи кои што треба да вршат прогон и да спроведуваат правда се на дното на по сите анкети на доверба кај граѓаните.
се на дното и последните анкети го потврдуваат тоа, а и сите случувања во правосудните органи можеме слободно да констатираме дека водат кон еден колапс на целокупниот систем. Но со тоа кој колку спровел од активностите, имаме и лидери на оваа табела, иако ќе констатирам, немаме институција која што 100% спровела нешто од ваквите мерки и активности. Во органи на спроведување активности во 2022 година имало 6, а активности пренесени од 21 13 или вкупно 19. 13 пренесени, односно нереализирани. Во правосудството, каде што ќе констатирам дека состојбата е жална и се дефинитивно обвинителството и судството се на дното од сите институции, според извештајот, што е нелогично, или се погрешно детектирани мерките и активностите, или имаме формално правно затварање на овие мерки и активности без суштинска анализа што требало да се превземе за да имаме подобрување на условите, бидејќи овде имаме еден поголем дел на реализација на самите активности. Но со тоа вакво може би формално затварање на овие мерки и активности не доведе во ситуација на која што самите можеме да сметаме дека е неефективно и не се однесува на сите активности кои што треба да ги спроведеме. И за жал морам да констатирам, во секторот здравство реализирани една активност, а 16 нереализирани. Во тек 6. Оние кои што ги зборуваме во тек, сметајте дека се нереализирани, бидејќи се ставени на хартија единствено да покажат некоја активност. Жална слика во здравството, впрочем, тоа е сликата која што се покажува и во секојдневието и граѓаните ја чувствуваат кога им се потребни здравствени услуги за кои што соодветно секој месец си плаќаат, а не можат повратно да ги добијат здравствените услуги поради распаднатиот здравствен систем. Во органи на спроведување на законите, внимавајте, законодавниот дом ќе донесе можеби најубав закон и најдобар закон, најпрактичен закон, но органите на спроведување не го спроведуваат. Ова е една од најголемите забелешки кои што ги имаме. Нереализирани имаме 11 активности, а реализирани само 3. Тоа значи, ако од вкупно 14 закони, пластичен пример, 11 не се спроведуваат. Само 3 ги спроведуваат. Образование, каде што до вчера немавме учебници, а прашање е дали ќе имаме и од септември за учениците учебници, ова го покажува дека единствено имаат реализирани 5, а 12 нереализирани и 11 во тек. Потенцирав тие 11 се ставени единствено да прикажат некоја активност, а не дека нешто ќе се реши со нив. Дефинитивно лидер во сите овие институции е Министерството за земјоделие, во земјоделство, каде што имаме рекордни 0 реализирани активности и 14 нереализирани. Со 2 во тек, кои што ги прикажуваат секоја извештајна година, повторно потенцирам, за да нешто се види дека сработиле. 14 нереализирани активности. Односно, вкупно земено, 90 активности не се реализирани, само 17 се реализирани, а на тие 90 и 58 кои што се во тек, доаѓаме до една бројка од околу 148 нереализирани. Тоа е огромна бројка и огромно непочитување пред се и на законодавниот дом кој што ја усвоил, а секако и на Државната комисија за спречување на корупција, бидејќи истата дополнително им бара извештаи, се воспоставува комуникација, но немаме повратен одговор. Сето ова може да се стави под превезот на катастрофална реализација на ова национална стратегија, за која што, како заклучок на крајот од денот, најверојатно може да се заклучи дека и немало потреба да се донесе, бидејќи со ваква реализација немаме баш никакво подобрување
кај институциите и остварување на правата на граѓаните, а намалување на коруптивните действија кои што овие носители сами ги детектирале, а сега не сакат да ги исполнат. Тоа е потврда дека истите се корумпирани, а тоа го потврдуваат и сите меѓународни релевантни институции кои што децидно најавуваат дека во високите владини ешалони се појавуваат големи коруптивни скандали и корупцијата е длабоко навлезена. Со процент кој што опфаќа 55 нереализирани и во тек 35, односно имаме 90% нереализирани, единствено 10% реализација на активностите. Затоа не можам воопшто да се согласам дека доколку со ваква динамика продолжи извршувањето и во наредната година, дека воопшто треба да ја разгледуваме и да постапуваме, ако како законодавен дом и народни представници не направиме надзорна расправа пред лицето на јавноста, секој од овие функционери овде да си даде и да си каже на што се заснова неговиот резултат. Еве потенцирам дека од 14 мерки не можел да спроведе ниту една во целата тековна година, а располагаат со кабинети, со вработени, со служби, со советници дополнителни, шофери, административци, располагаат со цела армија на вработени, но немаат можност да спроведат една и единствена активност за подобрување на регулативите во однос на спроведувањето. И од компаративното анализа и приказ за 2021 и 2022 година исто така е жална сликата. Односно, активности во тек, она е лажен приказ и лажно представена состојба, кој што се во тек, и од овде се произлегува и самиот заклучок, дека неопходно е да се воспостави силен механизам на контрола, но и институционална одговорност за реализација на мерките, ова го предлага самата Државна комисија, да се интензивираат активностите во собранието во насока на зголемена отчетност, одговорност и транспарентност на носителите на јавни функции во извршната власт, задолжително за спроведување на активностите од стратегијата. Еве го и предлогот од самата комисија, која што и од овде ја повикуваме председателката, да се организира во најкраток можен рок надзорна расправа, бидејќи тоа е единствениот механизам во дадениот момент за контрола над овие функционери кои што се однесуваат како да овој документ не постои, како да комисиите не постојат, како да парламентот не постои, туку тие се тие кои што контролираат се и се што и сметат дека ќе бидат вечни и нема да имат никаква одговорност. Институциите и носителите на активностите да создадат услови за континуиран и ефективен систем за известување за степенот на реализација. Ова е она комуникација која што има Државната комисија како орган кој што треба да ги контролира, односно да ги прибира информациите до каде е, со оние кои што се задолжени и опфатени, но овде имаме само еднонасочна карта, односно се бараат податоци, истите не доставуваат, како што беше впрочем сега и со владата која што им достави, внимавајте, на Државна комисија за спречување на корупција им доставува редактиран договор. Односно, само она што треба да го видат и тие што го изготвувале и ја злоупотребиле својата службена положба и овластување, им доставуваат само оние делови кои што треба и сакаат тие да им бидат на увид на комисијата. Класично непочитување и класична злоупотреба на својата положба во однос на овие мерки. Во однос на самата стратегија, истите предлагаат повторно во однос на рокот на реализација индикатори на надлежните институции и други да се прилагодат мерките и активностите, тоа што го побарав и јас и што го предложив, и да дополнително се стават одредени сегменти и други сектори за да имаме комплетна слика, но со многу пократки рокови, потенцирам, со пократки рокови на исполнување, бидејќи самата стратегија целокупната ни е до 2025 година, а веќе сме на средина од 2023 година, а немаме никаква имплементација. Исто така
и дефинирање вели на дополнително детектирани приоритети и проблеми кои се однесуваат на инспекцијските служби и располагање со имотот на државата, собственост и собственост на единиците на локална самоуправа. Државата како собственик, истата потенцирам дека нема соодветен регистар и не знае со што располага. Немаме соодветен и унифициран регистар на податоци за собственост на државата. Ова е од една страна поради не ажурирање, но ова е правна празнина која што многу голем дел од оние кои што се блиски до власта го користат и го злоупотребуваат под превезот дека во самата држава нема евиденција со што располага, истите ги узурпираат и понатаму со одредени лукративни причини и со лобирање во одредени структури преку одредени законски решенија се обидуваат на некој начин да ги присвојат. Спротивно на позитивните законски прописи и нормалните регулативи како секој еден граѓанин кој што може на некој начин да стекне собственост кога државата оттуѓува. Но овде имаме класично злоупотребување бидејќи немаат вакви регистри и не поседуваат, потенцирам уште еднаш, можеби и смислено, за да имаат простор за манипулација. Од двете хоризонтални области, првата е јавните набавки. Овде, како проблеми се детектирани два, односно недоволен број на лица со соодветни квалификации и познавање на стандардите при дефинирање на технички спецификации, како и критериумите за утврдување на способноста на економските оператори и недоволна транспарентност на институциите и низок степен на интегритет за вклучените лица во спроведување на јавните набавки. Јавните набавки се едни од најозлогласените и најчесто предмет на обработка на органите на прогон. Лично сметам дека имаме повеќе проблеми таму, но и од овие што ги имаме, во 2021 година зајакнување на капацитетите на лицата кои ја подготвуваат тендерската документација не е спроведена, не е реализирана. Понатаму, зајакнување на надзорот во однос на објавување на информациите во однос на јавните набавки согласно членот 10 од Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер не е реализирана. Односно, надлежните институции за реализација на овие активности, Бирото за јавни набавки, Министерството за финансии, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информација од јавен карактер, несоодветно си ја завршиле работата и е нереализирана. Повторно потенцирам, еден од секторите кои што се најчесто мета, односно се предмет на прогон при ваквите набавки, бидејќи овде се случуваат класично најголемите злоупотреби на испомпување на буџетски средства, истите не ги реализирале. Иако им се детектирани, односно самите детектирале единствено две, за кои што тврдам дека имаме мноштво на позиции кои што таму треба да се изменат и дополнат, но тоа треба дополнително при самата дополна на оваа стратегија да ги детектираме и да се отстранат, но да имаме конкретен рок на отстранување и одговорност на оние кои што не сакаат да ги исполнат. И затоа ова област е најкорумпирана и не пристапуваат кон доволен број на обезбедување на соодветни стручни кадри и единствено во степенот на реализација, бидејќи имаше само две активности, реализирани имаме една, недоспејани една и две во тек вкупно. Во вработувањето, како хоризонтална област повторно, неосогласеност на голем број на закони кои го регулираат вработувањето, со што се овозможува секаков вид на влијание. Партиско, непотизам, кронизам, клиентелизам. Неефикасно раководење, управување и надзор кај одделни органи во управата, агенциите, јавните предпријатија, АД во државна собственост. Законска регулатива нема воспоставено јасен систем за евалуација на критериумите за селекција во процесот на вработување и унапредување во јавниот сектор. Овие се детектирани како проблеми и надлежни институции имаме 12. И овде дискреционото право, кое што го има дел од носителите на јавни функции, е на највисоко можно ниво. Каде што секогаш се
подведуваме на тоа дека имаме дигитализација, исклучување на човечките фактори, меѓутоа, во овој дел имаме исклучително висок степен на дискрециони права на одлучување на самите носители на функциите. Ако ги разгледаме поединечно, ќе видиме дека најголем дел не се реализирани, односно, конкретно во укинување на можност за вработување преку агенции за привремени вработување и за обиколување на оние стандардни процедури, исто така е нереализирана. И сите други мерки кои што се предвидени се нереализирани, односно од оние дискрециони права кои што ги имаат воспоставени. Еве, мерка 3 вели соодветно дефинирање на видот на образование на конкретно работно место во актите за систематизација на работни места. Сведоци сме на систематизирање на работни места по потреба спрема оној кој што треба да биде примен, а не според реалната потреба на правата и обврските кои што треба во опис и попис на работни задачи да ги има соодветното работно место. Ова е за обиколување и ова активност повторно не е реализирана. Потоа, проценката за потреба од реален број на вработени и нивна стручност во субјектите од јавниот сектор, тоа е тоа превработување, онаму каде што не треба да единствено се зголемува на систематизирани работни места бројот на извршители и дополнително се оптоварува буџетот на самите институции. Повторно нереализирана. Воведување на критериум за вид на образование и компетенции при избор и изборот и директори и именување на членови на управните одбори и надзорните одбори. Овде имавме некој обид за некакво регулирање, се уште е во тек, но вели законската регулатива нема воспоставено јасен систем за евалуација на критериумите за селекција во процесот на вработување и унапредување во јавниот сектор. Унапредувањето во јавниот сектор единствено и исклучително зависи од предпоставениот, односно од носителот на јавната функција, кој што го одобрува ова унапредување, а знаеме по кои критериуми ова го прават, и тоа е повторно нереализирано и е единствено исклучително дискреционно право повторно на овие лица. И во мерка 2 вели ограничување, ова што го зборувам цело време, дискреционото право на одговорното лице во процесот на вработување. Повторно, претпоставувате, нереализирано. Кој самиот на себе ќе си ги ограничи дискреционите права? Повторно, нереализирано. Еве, ги потенциравме, односно, во оние мерки и активности кои што се предвидени, ако ги разгледате, ќе видите дека во најголем дел истите ниту се почнати, ниту имаат намера да ги спроведат, односно од вкупно 13 активности кои се предвидени во стратегијата за хоризонталната област за вработување, една активност е реализирана, односно високи 7% на реализација, 5 активности во тек, ова е повторно потенцирам само за мајување, и дополнително 55% не се реализирани, односно само 7% имаме реализација во хоризонталната област на вработување. Во секторите каде што се детектирани проблемите, секторот на политички систем е овде го опфаќа и делот на собранието. Ако другите институции не ги спровеле активностите и препораките, и мерките, и активностите, собранието го поддржало овој акт. На собранието му се определиле и одредени мерки и активности. И вели вака, 6 приоритетни проблеми во секторот политички систем. Донесување на голем број закони во скратена постапка без соодветно образложение за оправданоста за овој вид на постапка. Е сега. При надзорната расправа ќе треба и за тоа да се разговара. Бидејќи, ако органот кој што ги донесува законите самиот не ги почитува, како очекуваме другите институции да ги почитуваат? Еве, една од овие мерки ќе биде токму и ова постапка.
потоа подготвување, предлагање и донесување на регулатива без претходно соодветно спроведени квалитетни анализи, проценка на влијание и консултативни процеси во функција на заштита на јавниот интерес, несанкционирање на одбивање, на доставување на изјава за имотна состојба и интерес од лица кои имаат ваква обврска. Јас ова го преведувам 300 евра, прекршочна санкција и ја завршиле работата. И ако се поумешни, при спогодувањето на половина ќе ја платат во рокот кој што им е даден. Со 150 евра си ја завршиле работата. Немаат потреба да доставуваат ништо, е тука застанува постапката, никаква одговорност понатаму. Нерегулираната интеракција помеѓу лобистите и представниците на органите на законодавната и извршната власт, како и функционерите од локална власт. Недоволна вклученост на функционерите од највисоко ниво во едукативни програми од областа на етиката и интегритетот. И понатаму, овде органи се собранието и владата, која што е водечки орган во сите други постапки, како и Државната комисија за спречување на корупција, МИО и Министерството за правда. За степенот на реализација и овде, за жал, е многу мал, но морам да одвојам една од мерките која што во изминатиот период беше доста актуелна. Вели на доместокот за рекламирање на интернет порталите да не биде натовар на буџетот на Република Македонија. Премиерот користеше 25.000 евра за неколку дена за Facebook рекламирање. И внимавајте, ова мерка е нереализирана. Како ќе ја реализираат кога треба самите да се подведат по овие постапки. Но степенот на реализација овде е многу мал, односно 12,5% од 5 активности се во тек, односно 62%, и 2 активности не се реализирани. Огромниот процент на мерката, односно на статусот во тек, е тоа што го потенцирав, за да при разгледување овде немаме многу простор да ги дообјасниме и да поразговараме на овие теми. Секторот правосудство, не знам дали воопшто заслужува и да го анализираме, бидејќи јас лично сметам дека немаме правосудство и немаме правосудни органи со чест на исклучоци и чест на сите оние кои што честно си ја работата, спроведуваат закон, се честни во своето извршување и ги исполнуваат правата и обврските кои што им се дадени според закон, но онаа група на извршители, односно суди и обвинители и сите други кои што се вклучени под превезот на правосудниот сектор, кои што со лукративни причини ја побиваат и ја уништуваат репутацијата и на сите оние кои што честно соработуваат и работат. Тоа е секако, мораме секаде да потенцираме дека има и секаде исклучоци кои што честно и достоинствено си ја вршат работата, но она помала група ги засенува сите нивни остварувања, па затоа во овој сектор имаме негативна стапка на извршување на реформи и на било какви други постапувања, но морам да потенцирам овде една нелогичност со Државната комисија за спречување на корупција и во начинот на реализација дали се предвидени соодветните мерки, кои што и активности, бидејќи во најголем дел се вели дека се реализирани, а многу помалку имаме нереализирани активности, кои што претежно се однесуваат на донесување на нов закон за државно правобранителство и во однос на заштита на правата на државата, односно адвокатот на државата, кажано символично адвокатот на државата, државното правобранителство, околу нереализацијата. Сметам дека овде се грешка поставени, бидејќи вели вака: недоволно ефикасен систем за јакнење на интегритетот во судството и јавното обвинителство. За интегритетот на судството и јавното обвинителство преку малите екрани можевме да видиме што се случува во Советот на јавни обвинители, односно во Судскиот совет, каде што на мала врата се одвиваше драма и секојдневно сме сведоци на вакви драми и е еден показател како оние кои што треба да ги назначуваат, разрешуваат, унапредуваат, казнуваат,
а во одреден дел и советуваат актуелните суди и оние кои што претендираат да бидат суди, како да постапуваат. И таа е сликата и таа е довербата на оние кои што од првостепениот суд со проширена надлежност или основна надлежност ја гледаат сликата и како истите ќе постапуваат кога оние кои што треба да ги санкционираат се однесуваат на начин како што се однесуваат. И еве, за волја на вистината, пред 2 дена паднаа првите оставки во судскиот совет и тоа оние кои што се избрани од страна на судиите, членови. А оние кои што се предложени од председателот на државата, кој што тврди дека она што се случува во судскиот совет е крајно понижувачки и не смее да се дозволи, и сите други кои што се избрани немаат ни основна, потенцијална основа за да си дадат оставки. Не сметајки дека целосно го нарушија угледот и достоинството на правосудниот систем. Недоволни материјални и кадровски ресурси, отсуство на автоматизиран систем за распределба и следење на предметите во јавното обвинителство и недоволна транспарентност во работата на Советот на јавни обвинители. Пред само неколку дена го разгледувавме извештајот на Советот на јавни обвинители, каде што од единствено од жалење од страна на председателот на Советот на јавни обвинители, овде пред нас и пред граѓаните, дека нема никаква надлежност, дека сите надлежности му ги одзема и се му контролира јавниот обвинител на Република Македонија, не видовме никаква проактивност за подобрување на состојбата во јавното обвинителство и јавно-обвинителскиот служба. Единствено жалење дека немаат никакви надлежности, немаат основни елементарни услови за работа, немаат каде да се пожелат и единствено седат и зависат од јавниот обвинител. А дополнително, јавните обвинители директно ги посочија дека Советот на јавни обвинители е изворот на корупција, клиентелизам, кој што го воспоставуваат со начинот на избор и унапредување на јавните обвинители во јавните обвинителства, бидејќи истите не смееле да донесат одлука без претходно некој да им се јави. Ова го изјавуваат јавни обвинители, господите Ленче Ристовска, која што беше јавен обвинител во специјалното јавно обвинителство. И дополнително на тоа не наоѓаат за сходно да поразговараат на што се однесува ова изјава и како се однесува, единствено превземаат мерки за етичко и неетичко однесување на јавните обвинители. Тоа значи дека девалвирани од старт се и судскиот совет и Советот на јавни обвинители, уште еднаш потенцирам со честни исклучуци кои што честно си ја обавуваат таму функцијата. И третата точка, каде што реков, односно третиот проблем е недоволна ефикасност и транспарентност во работата на државното правобранителство. Државното правобранителство, еден и единствен орган кој што пластично кажано е адвокат на државата, односно се грижи за сопственоста на државата и можам да потенцирам дека има многу широк спектар на постапувања и постапува по многу широк спектар на закони и не навлегувајќи во кадровата екипираност и материјално-финансиското работење и можностите кои ги има, овде гледаме дека не се спроведени активностите и мерките кои што им се дадени. Односно, вели зголемување на ефикасноста и транспарентноста во работењето на државното правобранителство не е реализирано. За судовите и јавните обвинителства нема дилема дека воопшто истите се чувствуваат недопирливи и никој не им може ништо, бидејќи најголемиот дел од функционерите очекуваат дека ќе бидат предмет на постапки таму и затоа во дадениот момент на некој начин тргуваат со влијание и им се подведуваат на самите обвинители, односно обвинителството и судовите, а институциите кои што треба да ги заштитат класично се девалвирани и истите немаат повторно авторитет да можат да воспостават систем на контрола и начин на распределба, унапредување, грижење за авторитетот и самата
улога на судовите и на обвинителствата. Во спроведување на проценка на ризици од корупција во правосудството се формираат, повторно се повикуваат на стратегиите. Но вели формирање на експертска работна група. Експертски работни групи формираат единствено за надоместоци, а немаме никакви ефекти од ваквите. И велат дека е во тек и се чека на извештај со наоди по спроведена длабинска анализа од страна на експертската група, која што требаше да се реализира во втората половина од 2022 година, но се уште немаме никакви ефекти од ваквата поставеност и давање на извештај, што се сработило и кај се детектирале ваквите проблеми, бидејќи и претходниот министер потенцираше дека стратегијата за реформа во правосудството од 2017 до 2022 година е единствено спроведена во делот од 20% искористување на буџетските средства, но најголемиот дел е единствено исплаќање на средства за оние кои што биле задолжени за спроведување и надзор на оваа стратегија, односно хонорарите кои што истите требало да ги земат. Односно, реализација катастрофална, а сега сите јавни функционери се повикуваат на новата стратегија за реформа во правосудниот систем. По неуспешната претходна, за 5 години катастрофална реализација, сега се повикуваат на нова од 2023 до 2027. За жал, овој тренд можеби ќе ја снајде и оваа стратегија, бидејќи се доближува рокот до кога важи, но со степенот на реализација гледаме дека немаме никаква имплементација. Во однос на распределбата на предметите во јавното обвинителство, набавка на автоматизиран систем за распределба и следење на предметите, предвидена за првата половина на 2022 година, нереализирана. Повторно нереализирана. Обука на кадар за негово, односно предвидена е за обука на кадар за негова имплементација, е предвидена во втората половина на каква обука ќе се прави кога самиот систем не е воспоставен. И ова е нереализирано. Третиот проблем е недоволна ефикасност и недоволна транспарентност во работата на државното правобранителство. Од мерката 1 зголемување на ефикасноста и транспарентноста на работењето на државното правобранителство имаме нереализирана активност. Потенцирав, овде станува збор за голем спектар на овластувања и области кои што ги покриваат и потреба за сериозен пристап и заштита на правата на државата и собственоста, бидејќи тие се грижат за собственоста на државата. Но, еве овде се потврдува оно што го зборував претходно, дека и самото државно правобранителство и самите органи не располагаат со соодветни податоци, се што располага државата и има во собственост како анализа, односно регистар на официјален регистар на нешта кои што ги поседува на движни и недвижни ствари. Во секторот на спроведување на законот, сектор на органи за спроведување на законот е еден од секторите кој што е прв во имплементација на законите. Е прв кој што треба да пристапи најпрво превентивно при носење на нови закони, на кој начин да се имплементираат, а потоа и да ги санкционира оние кои што не постапуваат по истите. Овде има утврдени 7 проблеми. Големи дискрециони овластувања на одговорните лица и нетранспарентност при вработување и унапредување во Министерството за внатрешни работи. Неефикасен систем за утврдување на професионална одговорност во органите за спроведување на закон. Неефикасен систем за утврдување професионална одговорност. Трето, нејасно и непрецизно утврдени надлежности, преклопување на надлежности на инспекторите. Ова е еден од клучните проблеми за кои што разговаравме и на извештајот кој што пред неколку дена го разгледувавме со инспекцијскиот совет и на председателката и беше укажано дека имаме мноштво на колизија на одредби и надлежности кои што им се дадени на различни инспекторати, а е во одреден дел и се појавува колизија на одредби и надлежности помеѓу локалните инспектори и државните инспектори.
На ова, покрај претходно дадените пофални зборови дека имаат соодветна и неприкосновена комуникација со владата, на ова прашање докаде е постапката со усогласување на овие закони, одговорот беше немаме одговор, не е наша надлежност. Се извинувам. Ваша иницијатива, добра соработка, ваше барање, немате одговор. Единствено се надминувала ова состојба, кога за одредена надлежност се надлежни повеќе инспекторати, истите постапувале во заеднички акции, во заедничко постапување. Лично сметам дека ова не е решение и без јасно дефинирани надлежности на секоја институција посебно, без претходно да се поклопуваат и да си ја префрлуваат одговорноста од една на друга институција, нема да имаме ефекти. Субјективно и несоодветно постапување на инспекторите при исполнување на нивната надлежност, недоволно функционален инспекцијски надзор во локалната самоуправа, сето ова што го кажав претходно, раководството на институциите не ги спроведува препораките од внатрешната ревизија на ДЗР. Така. И се извинувам и ревизијата. Така. Ова е тоа што на почетокот го нотиравме и сметам дека треба да влезе како посебен сектор кај што се детектирани овие проблеми. Бидејќи таму имаме сериозни индиции за сите институции кои што се предмет на ревизија, онаму каде што нема, секоја чест, меѓутоа и онаму каде што има, во најмала рака, превентивно да се делува, за да можат да се отстранат ваквите постапки. Влијание на одговорните лица за јавни институции врз независноста на внатрешната ревизија, тоа е внатрешните ревизори кои што се во самите институции, не знам колкова е овде можноста за објективно спроведување на овие ревизии, бидејќи предпоставениот им дава налог да вршат ревизија, а сепак тој им е одговорен во однос на нивните права и обврски од работен однос. Овде субјективноста мислам дека е во преден план и не можеме да очекуваме многу. А институции кои што се надлежни се наредени повеќе, од кои што гледаме дека не се соодветно реализирани сите овие постапки. Она што повторно се појавува, да се обезбеди транспарентност на актите за организација и систематизација на работните места во Министерството за внатрешни работи и нивни објавувања на интернет страницата, освен оние кои што се со посебен закон. Она нетранспарентност на Министерството за внатрешни работи и вработување под директна палка на министерот без соодветно постапување согласно законите, односно објавување на јавен оглас за потребните систематизирани места и пополнување на истите. Туку министерот си вработува кој сака и како сака. Бевме сведоци пред неколку месеци дека си ги вработи сите претходни градоначалници кои што беа од редовите на СДСМ кои што ги загубија изборите, министерот си ги прибра кај себе без соглас, без никакво постапување согласно постоечките законски прописи. Ова е она што зборуваме повторно дискреционо право, но оваа активност не е реализирана, не им одговара. Воведување на посебна организациона единица за внатрешна контрола и професионални стандарди на УФР и УФП. И ова не е реализирано, бидејќи ова не им одговара. И една од мерките покрај другите кои што не се реализирани е прецизирање и разграничување на надлежностите на одделни инспекцијски служби, како што потенцирав во тек, а дополнително другата не е реализирана. Она добра соработка помеѓу инспекцијскиот совет и владата, но резултат немаме никаков. Дискреционите права во Министерството за внатрешни работи се достигнати до плафон и министерот е неприкосновен во сите негови одлуки, никој ништо не смее да му каже. Руинираниот здравствен сектор е област каде што сериозно, ама најсериозно мораме час поскоро да се разгледа. Еден од секторите каде што има најмала реализација, односно речиси никаква, е токму секторот здравство. Не постојат, вика, ефективни критериуми за утврдување на договорни надоместоци за здравствени установи и така натаму. Субјективизам при избор на лекови кои се
покриват од јавни средства, односно придонеси за здравствено осигурување на граѓаните, а регулативата за медицина базирана на докази не се применува доследно. Злоупотреба на постапките за давање, примање на донации, клинички студии и проекти. Неетички практики при маркетирањето на лековите, транспарентно и објективно одлучување во постапка за лекување во странство. Ова се детектирани проблеми, но морам да констатирам од институциите Министерство за здравство, Фонд за здравствено осигурување, Агенција за лекови, Лекарска комора, здравствени установи, реализација нула. Реализација, кога ќе погледнате табелата нереализирано, немаме активност која што ја реализира. Целосен дебакал на здравствениот систем, односно целосно девалвирање и руинирање на системот, каде што од вкупно 26 активности кои се предвидени во стратегијата за секторот на здравство, 3 активности се реализирани, дури 11%. 6 активности се во тек, а 17 активности не се реализирани. Загрижувачка бројка во секторот здравство. За образование и не можеме да очекуваме дека ќе има некое подобрување, бидејќи потенцирав, учениците нема учебници до вчера, а нема да имат ниту од септември. Понатамо нема што да зборуваме за образованието, бидејќи само кај нас може да се заврши најпрво 4-то оделение, а потоа да се оди на 2, или да се биде судија обвинител, а понатаму да се оди на факултет. Само во Република Македонија ова може да се случи, зашто сите институции се прогласуваат за ненадлежни понатаму. Но она докаде што го доведовте образованието е резултат тоа што го имаме. Прво се завршуваат по високите инстанции од образованието, па понатаму се враќаме на основните. Или вкупно 34 активности кои се предвидени во стратегијата за сектор образование, 11 активности се реализирани, 32 во 2021 и 2022. Тоа е. А 11 активности се во тек, 12 активности не се реализирани, во кој рок за реализација поминат е 36. Тоа значи, ако ги сумираме, катастрофален извештај, односно катастрофална реализација на овие мерки и активности. Во секторот на труд и социјална политика, еден од најранливите сектори кој што ги регулира правата и обврските на најранливите категории на граѓани, а со најголема злоупотреба на функциите кои што ги имаат таму. Односно, имаме недостиг на надзорот во постапките за остварување на правата по основ на пензиско и инвалидско осигурување. Недостиг на надзор. Односно, ја нема она пластично кажено супервизија. Кој да ја направи? Кој е понадлежен? И единствено во лавиринтите на остварување од првостепениот орган до второстепената комисија, пред 2 дена го разгледувавме извештајот, понатаму до управниот суд, висшиот управен суд, повторно од почеток и така со децении. И народниот правобранител констатирал, граѓаните, дел од граѓаните, постапките кои што ги водат, не можат да ги остварат своите права во текот на својот живот. Ова го цитирам е од извештајот на народниот правобранител. Не можат да ги остварат во текот на својот живот. Катастрофални постапки, на кои што од носителите на овие институции, второстепената комисија, Државната комисија за одлучување во втор степен во управна постапка и постапка од работен однос, каде што истите тврдат дека најчесто од првостепените органи им биле проблемите и единствено што се повикаат дека истите им праќаат инспекции да ги дисциплинираат. Односно, второстепената им праќа инспекции на управен инспектор на првостепените за да ги дисциплинира. А не зема за правото, односно врската која што има, таа да ги реши проблемите. Туку од овде, со разочарување и жалење, констатира дека управниот суд и висшиот управен суд не ги спроведувале, односно не го спроведувале новиот закон за општа управна постапка. Второстепена комисија се жали дека управниот суд и висшиот управен суд недоследно го спроведувале законот за општа управна постапка. А не покренале ниту една иницијатива пред судскиот совет да се санкционираат оние кои што не ги спроведуваат овие одредби од законот. Ваквото единствено префрлање на топката и жалење, овој е крив, не, другиот е крив,
Исто како во Советот на јавни обвинители, исто како во Судскиот совет, исто во второстепените комисии, исто во Управниот суд, исто во Висшиот управен суд, исто во сите органи се префрла топката од еден на друг. Па како граѓаните тогаш ќе веруваат да пристапуваат кон остварување на своите права? Распад систем. Системот се распаѓа. Немаме институции. Тоа е потенцијал каде што гледаме дека единствено корупцијата расте и противправните дејанија кои што ги превземаат оние кои што треба да го санкционираат и да постапуваат против нив. Во однос на секторот како што потенцирав труд и социјална политика, каде што немаме надзор, утврдениот проблем е токму во надзорот, а активностите и мерките кои што се предвидени за надминување се надлежни Министерството за здравство, Министерството за труд, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, но немаме соодветна реализација. Повтор. Вели подобрување на регулативата што ја уредува постапката за избор на членови на Комисијата за ревизија на наод, оцена и мислење за утврдување на инвалидност. Нереализирана. Зајакнување на надзорот во постапките за остварување на правата по основ на пензиско и инвалидско осигурување. Спроведување на редовни и на адхок контроли, не само по основ на представки, нереализирана. Никому не му одговара ова контролирање, односно онај контролен дел, каде што треба да се спроведат. Од вкупно 10 активности, 5 се во тек, тоа што го кажав само лажно прикажување дека нешто се работи, 3 активности се нереализирани и 2 активности не се доспејани. Повторно, катастрофален учинок при реализацијата. Секторот урбанизам и просторно планирање. На почетокот кажав дека не се согласувам со бројот на детектирани проблеми, бидејќи овде е утврден единствено недоволен надзор над изведбата на градбите од втора категорија. Ако знаеме дека покрај јавните набавки, секторот урбанизам и просторно планирање, при носење на деталните урбанистички планови, на генералните урбанистички планови, на урбанистички планови за села, архитектонски решенија. Значи, сето ова е подведено под најчесто воспоставени и претходно направени анализи, кое земјиште да се анализира, кое да се урбанизира и криминалните постапки се најчесто во овој сектор. А имаме само еден проблем детектирано. Намерно и со цел истите органи не доставиле повеќе клучни елементи на детектирање на вакви критични точки, за да не бидат предмет на обработка и да немаат задолжување да ги отстранат. Но не можеме да оставиме единствено да тие дадат, туку треба врз основа на анализа на постапки кои што ги имаме, заеднички да ја надополниме и да доставиме повеќе клучни точки каде што може да се отстрани човечкиот фактор и да се намалат ваквите криминални дејанија, повторно ќе кажам, и заобиколување на законите, правни празнини кои намерно се оставаат за да се применат во интерес на лоби групи кои што ги држат, односно со дел од функционерите раководи градежната мафија. Сектор на животна средина има невоспоставен интегриран систем за регулирано управување со отпад, нереализирана. Немаат никаква загриженост за сето она што се случува со животната средина и единствено една мерка и таа не е реализирана. Апсолутни рекордери во неостварување е секторот земјоделство, каде што, внимавајте, под земјоделство се опфатени неколку приоритетни проблеми, односно 5. Редефинирање на системот на продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост и воспоставување на ефективен надзор врз намената на користење на земјиштето и исполнување на договорите за користење на државно земјоделско земјиште. Узурпатори најмногу. Злоупотреби многу. Обиди на повеќе наврати за продажба на земјоделското земјиште под услови
утврдени од страна на владата и Министерството и формирање на посебна комисија е класично злоупотреба, каде што ќе се злоупотреби земјоделското земјиште во државна сопственост. Често менување на регулативата и непрецизни критериуми за доделување на субвенции. Од страна на самата агенција имаме мноштво на пропусти кои што ги прават. Не можеме да потврдиме дали станува збор поради недостаток на човечки фактор или истите намерно и тенденциозно прават и имаме голем број на оштетени граѓани кои што не можат да ги остварат, а за возврат на тоа голем број на оние кои што ги злоупотребуваат и ги користат без соодветно право и основ кој што треба да го исполнуваат. Но ова е тоа што треба да се санкционира од страна на самата почетна информација од страна на самата комисија, односно на агенцијата. Концентрација на надлежности при креирање на политики и нивно спроведување и надзор во областа на храна, концентрација на надлежности при креирање на политики и нивно спроведување и надзор во областа на ветеринарството. Овде, како што потенцирав, Министерството за земјоделие е носител, потоа Министерството за финансии и други институции кои што се инспекторатите и така натаму, но ако ги видиме, сето она што ги прочитавме како проблеми, немаме ништо реализирано, односно реализација апсолутна нула. Апсолутна нула реализација на мерките и активностите во Министерството за земјоделие. Единствено прикажуваат дека во тек има две кои што ги прикажуваат подолго време, но меѓутоа од тоа потенцирав нешто да се напише. Апсолутна нула на реализација на така сериозен сектор, каде што, повторно потенцирам, имаме класични злоупотреби за кои што секој еден може да ги детектира. Во секторот на спорт исто така имаме проблеми со стопанисување и користење и одржување на објектите за спорт во собственост на Република Македонија и објектите за спорт во собственост на единиците на локална самоуправа, недостиг на инспекцијски надзор во спортот. Тоа е тоа што го зборувавме. Цели објекти во државна собственост на Република Македонија не постојат во евиденција на кого се во регистар дека ова е собственост на државата. Истите се во користење на НН лица, кои што без никаков, ниту договор, ниту концесија, без никаков основ ги користат, а за тоа нема никаква санкција, бидејќи нема соодветен регистар што и припаѓа на државата. Тоа е апсолутно користење на ваквите недоречености и во секторот на спорт. Во секторот на економија и бизнис имаме 4 приоритетни проблеми, односно непостоење на регистар на доделена државна помош на економски оператори во собственост на домашните и странските правни лица. Регистар на доделени средства. Она што го потенцирав и за собственоста и овде се повтара. Прекумерно доделување на концесии, недоволна транспарентност на концесиските договори, недоволно развиени механизми за утврдување на реални концесиски надоместоци за експлоатирани суровини и враќање во првобитна состојба, јас ќе додадам овде. Класично не санкционирање и не следење на имплементација на самите договори. Иако се констатирало дека има прекумерно доделување и на тие што се соодветно доделени, нема соодветен надзор за исполнување на договорите. Непостојање на регистри на имотна собственост, тоа што го спомнавме, недоволна вклученост на помалите економски субјекти во процесот на креирање на економски политики и други политики релевантни за бизнис заедницата. Одговорна во прв ред владата. И сега внимавајте, прекумерно издадени концесии, неконтролирање на концесиите, односно експлоатација на националните богатства. Прв кој што треба да ги заштити владата и уште други 11 институции од државните органи, а на страната на реализација се нереализирано. Односно, владата треба сама да се санкционира. Овде морам да ги цитирам. Воспоставување, јавно објавување и ажурирање на регистар со информации за секој облик на државна помош, нереализиран. Оптимизирање на користење на природните богатства во насока на заштита на животната средина, нереализирана. Усвојување политики и мерки во насока на исполнување на препораките од физибилити студијата, исто така нереализирана. Развивање на механизми за утврдување
на висината и на платата на реалниот концесијски надоместок за експлоатирани суровини. Она што го кажав, само прибирање на овие средства, кои што во одредени постапки се многу минимални е реализирана, сето друго е нереализирано. Зголемување на контрола при експлоатација на суровини, нереализирана. Воспоставување јавно достапен регистар за моторни возила во собственост на институциите од јавен сектор и единиците на локалната самоуправа, освен за возилата на специјални намени, нереализирана. Овде бевме сведоци на злоупотреба на службените возила, каде што од работа со службени возила се одеше на митинзи, партиски состаноци, митинзи, па потоа и дома. И на одмори во други држави одеа со службени возила. Тоа е, и замислете, повторно е нереализирана активноста, не се отстранете овие недостатоци. Па како да ги отстранат кога тие ги имплементираат, односно спротивно на законот ги користат? Ако се реализира, треба или да бидат санкционирани, или да престанат со ваквите активности. Не им одговара. Зголемување на транспарентноста на процесот на креирање економски и други релевантни политики за бизнис заедницата, и ова не е реализирано, и сето ова конвергира кон еден лош извештај во однос на реализацијата. И 15-тиот сектор е за јавни предпријатија и акционерски друштва во собственост на државата и единиците на локалната самоуправа, за кои што сметам дека дел од тие најпрво не можат да се подведат под Законот за организација на државна управа, и затоа најчесто се формираат со посебни закони, и имаме една состојба каде што и самата држава не знае колку јавни предпријатија постојат и државни предпријатија, и воспоставување на регулирање на права, обврски и собственост со посебни закони, со што се создава мноштво на дилеми на функционирање и можни злоупотреби и начин на саморегулирање и на самофинансирање на овие институции, а со тоа се испомпуваат огромни средства од граѓаните, под превезот на дадени надлежности со посебни закони. Овде само ќе ги констатирам проблемите, односно недостаток на унифицирани и официјални информации за правни лица во собственост на државата и единицата на локална самоуправа, тоа е тоа што го објаснив, недостаток на систематски пристап за превенција од корупција во предпријатијата во собственост на државата и единицата на локалната самоуправа, повторно се однесува на истото, и несоодветна правна рамка за работење на предпријатијата во собственост на единиците на локална самоуправа и на државата. Сите овие се под превезот на државата. Органи на спроведување од влада, Министерство за економија и наредени другите органи за спроведување. Но се уште нема ништо реализирано од она што е доспеано. Односно изготвување на единствена база на податоци за правни лица основани согласно Законот за јавни предпријатија и Законот за трговски друштва, каде државата и локалната самоуправа е собственик или има собственички удели, нереализирана. Потенцирав, државата не знае колку јавни предпријатија има и акционерски друштва. Потоа воспоставување на единствена законска рамка за работење на трговски друштва во доминантна собственост на државата и јавните предпријатија основани од владата и локалната самоуправа, повторно не реализиран. Катастрофален извештај во однос на реализацијата, за кој што од овде морам да констатирам, треба некој кој што го водат овој процес во институциите да сносат сериозни санкции, односно сите оние кои што се задолжени за имплементација на ваквите мерки и активности, бидејќи ова е издигнато на ниво каде што законодавниот дом го потврдува и го донесува, значи треба при неговата имплементација од надзорната расправа која што се надевам дека во брзо време ќе ја реализираме, да се видат критичните точки како институции кои што не сакаат да соработуваат и не ги спроведуваат, дали станува збор за објективна или субјективна причина, и да сносат соодветни одговорности, во најмала рака да си дадат оставка, ако не тоа да следи разрешување на одредени функционери или санкционирање согласно позитивните законски прописи кои што важат во Република Македонија. Затоа можам да констатирам дека ваквиот извештај е катастрофален од само, внимавајте, уште еднаш потенцирам, 10% исполнетост на обврските на
најклучните институции во државата кои што треба да ги заштитат правите на граѓаните и да ги остварат правата на граѓаните кои што им следуваат согласно закон и устав. Со тоа е руиниран целокупниот систем на државна управа и истиот воопшто не функционира. Благодарам. Благодарам, колега. Овде ќе направиме